Зошто 63 пратеника? Зошто и отидовте со таа порека? Што е тоа толку важно за да имате Знаете што, такво јас мнозинство во моето работење во многу наврати, не сакам сега да именувам личности Не е важно. и партии, но луѓето треба да знаат дека се најдов во позиција да бидам уценувам за да некој закон, кој што е реформски закон, помине, за кој што некој нема никаква забелешка за законот, но вика ќе помине ако ова и ова ни го завршите. Сум губел месеци и недели во убедување да поминат некои закони, а да не направам некоја глупост во смисла да прифатам некоја уцена која што после нема да знам како да излезам од неа. Значи, првото нешто зашто ми требаат не 59, туку 62-63 пратеника е овие 2046 проекти да се завршат. А ако можеме и нешто повеќе од тоа. Ние обично се трудиме и успеваме и повеќе од ветеното да оствариме. Голем број на проекти во отчетот не беа ветени, а се реализирани. Но ветуваме тоа што сме најсигурни, што не е безбедно за ветување. Второ, значи тоа е за реформите, за проектите, сите оние кои што ќе отвараат нови работни места, сите оние кои што ќе прават напредок и подобрување на квалитетот на живот на народот. Второ, уцени во врска поврзани со државни, национални прашања, уставни прашања, исто така сакаме да ги избегнеме со тоа. Тоа не значи дека ние нема да соработуваме со други партии. Не значи можеби дека нема да имаме некои коалициони партнери дополнителни. Меѓутоа нема да бидат во можност да вршат такви уцени кои се непринципиални, од типот да го смениме уставот, за не знам претседателот да не го бира народот, да го бира ДУИ, или од типот да има двојазичност на цела територија и сите да мораат да учат албански. Ја немам ништо против учење албански. Секој човек што знае еден јазик повеќе, тоа е богатство за него. Апсолутно. И секој што може да научи дали е албански, дали е турски, англиски, француски, германски, тоа е одлично. Меѓутоа, да ги тераш на сила луѓе во Струмица, во Гевгелија, во не знам Кратово или било каде во Скопје, повозрастни луѓе да мора да учат, тоа е повеќе проблем. А некој што има можности, капацитети и време да седне да го научи, нека си го научи. Но вакви уцени, да играме мајтав со луѓето, да ги тераме на 50 години, да мора да го учи, а не му е учење од разни причини, болести, така натаму, проблеми. Такви уцени можеме да одбегнеме само доколку успееме да стигнеме 62. Ние и вака ќе се бориме да не дојде до такви непринципиални работи. Меѓутоа, со 62 пратеника газиме на тврда даска, а не на трува даска. Тоа ќе не биде сериозен ветар во грб. Ние еднаш имавме 63 пратеника. Народот виде. Не направивме никаква стратешка грешка. Значи, некои викаат, ако ви дадеме 63 пратеника, ќе се опуштите, семокни сте и така натаму. Е добро, од 2008 до 2011 имавме 63 пратеника. Што лошо направивме во државата? Направивме ли некому некоја штета, нешто? Нема такво нешто. Напротив, проектите одеа многу побрзо, помалку уцени имаше, помалку работи од ваков тип. Тоа е тоа. И тука мојот апел е најмногу до оние што се уште се колебаат за кого да гласаат. И оние што се размислуваат да гласаат за некоја мала партија што се бори за еден или два пратеника и што најчесто ниеден нема да добие или да добие еден, тој нема да се бори за тие 20.000 луѓе што гласале за него. Тој прво за себе ќе гледа нешто да добие, па за тие во раководството на партијата и тука нека да иде. Еве и за уште 20-30 луѓе ќе им помогне. И да прави пазар со вас. И да прави пазар и со нас, да. Најмногу апелирам до тие луѓе. Прво, да се подсетат која партија во Македонија најмногу создала дела, проекти, реформи, напредок. Второ, која била најмногу ревностна во отчет и во присуство меѓу граѓаните, преку трибини. Ние секоја година имаме програма за посета на над 1000 села на раководството на партијата. Поделени во групи, во 10-20 групи на функционери. Одиме ги посетуваме сите села. Што останало за градовите? Во градовите одиме по повеќе пати. Во селата одиме. Разговараме директно со селаните. Антони оди во едно село, со 5-6 души со него. Некој од нив е главен за земјоделие, некој за социјала, некој за образование, некој друг. Гордана оди во друга група на села. Јас одам во трета група на села. Ставревски оди во четврта група на села и така натаму. Значи,
Значи, секоја година го правиме тоа. Не чекаме избори да дојдат па да разбереме што се случува таму. Држиме редовни трибини секоја година во секое населено место. Тоа во минатото го немало. Таков ангажман, таков труд, таква отчетност, така обмислени проекти како сега ги немало. Тие луѓе треба на тоа да гледаат. Може би има некои од нив незадоволни, не им е решен личен проблем, имале некои очекувања, не им се оставил некој сон. Јас тоа го разберам. И ја не сум ветил дека на сите проблеми ќе им ги решам. Ниту сега можам да ветам такво нешто. Тој што го ветува тоа, тој лаже. Но ветувам дека ќе направиме најмногу од било која друга гарнитура, било која друга екипа што е на политичката сцена во Македонија. А тоа го подкрепувам со тоа што досега сме направиле најмногу. И што имаме одличен, обмислен план за наредните 4 години. Тие луѓе се клучни за 62 пратеника. Некои од нив се гневни, некои од нив се лути, некои од нив се разочарани. Ама кога ќе помислат која е алтернативата, како таа алтернатива работеше во минатото, што остави за себе, мислам дека дефинитивно гласот ќе го дадат за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и за програмата што ја нудиме. Ние ќе продолжиме да се бориме за сите луѓе, за сите граѓани. И за македонците, и за албанците, за турци, роми, бошанци, срби, власи, христијани, муслимани, евреи, атеисти. За нас сите се наши граѓани. Некои можеби албанци сметаат дека повеќе сме обрнали внимание на македонците во смисла на македонското прашање. Да, затоа што македонското прашање се уште под притисок на непризнавање, на негирање и така натаму. Да беше албанското прашање такво, за среќа не е, сигурно дека ќе се обидевме да помогнеме и на таа група граѓани, тој етникум во Македонија. Така што за нас е најважно да ја добиеме поддршката за 62 места во парламентот и да одбегнеме уцени за овие проекти, за овие реформи и за други значајни државни национални прашања.